Јас воопшто не се согласувам со тоа нешто. Во почетокот сите бевме скептици и јас бев дефинитивно и лично за мене да кажам дека бев скептик, меѓутоа треба да се следат истражувањата и сите наши еминентни стручњаци што излегуваат и говорат на оваа проблематика веќе 2 години, мислам дека го делат мислењето дека сите треба да се вакцинираме, па посебно ако се млади, здрави лица. И сега за девојките ние викаме, општо прифатено е тоа во светот, дека репродуктивниот период го рачунаме некаде од 15 до 49 години, рачунаме дека тоа е така популација за женска популација во репродуктивен период, треба да се заштитат. И не гледам, тие се дел од општата популација и мислам дека апсолутно не постои, барем јас не сум прочитала нешто, дека вакцинацијата може да направи некакви проблеми во однос на идното планирано мајчинство, односно бременост. Дури во однос на бремените жени, како една популација која е многу осетлива, ригидна популација, има многу студии за тоа нешто и испитувани се ризиците кај бремените жени и исходот додека е жената бремена, нели, ако добие одредена инфекција, нели, ковид инфекција. Има една, јас на сите што се скептици би им препорачала, има еден систематичен преглед објавен во ова списание со висок импакт фактор, британско списание, можат слободно да влезат, значи пуштено е слободно да се чита, тоа е систематичен преглед кој дава анализа на вкупно 192 студии работени за бремени жени, за ризикот во однос на пандемијата и заразувањето со ковид кај бремени жени. Правена е компарација кај бремени жени и жени од репродуктивен период. 192 студии се направени, вклучени се над 67.000 испитаници. Работи многу голем тим на тоа нешто. Собирани се материјали од некаде септември 2019 до крајот на октомври 2020. Што е тој систематичен преглед? Значи, правена е компарација на сите добиени резултати од тие 192 студии. Има преку 50.000 референци во тој систематичен преглед, од кои како невалидни биле над 20.000 статии, односно трудови, отфрлени ради дупликација или одредени нелогични резултати. Што е таму добиено? Дека некаде голем процент од бремените жени одат и асимптоматски. Зошто? Затоа што и тие се дел од општата популација. Зависи како одговара имуниот систем, има 4 одговора на имуниот систем. Ако нема одговор, ќе оди асимптоматски. Значи и бремени жени одат голем процент, некаде повеќе од 10% асимптоматски. Но, тие што ќе добијат симптоми, визави оние што се, нели, во репродуктивен период, а не се бремени, доколку не се вакцинирани, имаат многу потешка клиничка слика, најголем дел од нив се хоспитализирани и многу голем процент се завршени со смрт, односно летален е исходот.